Ова година се насочивме, испративме апел до општествено одговорните компании, немавме некој голем одзив. Поставивме кошови во маркетите низ Струмица, исто така немаше некој добар одзив, но оваа година не изненадија децата и училиштата, значи персоналот од училиштата и децата беа навистина многу заинтересирани и тоа што оваа година тие го направија вистински бум. Навистина од се срце сме им благодарни, покажаа толку голема хуманост што да речеме дека ја собраа, кажи речи, цела роба што ни требаше за пакетите. Нарачавме оние млечни производи, сувомеснати производи кои што ни се потребни. Но голем добар дел од производите ги добивме токму од училиштата. Значи сме изненадени затоа што не очекувавме толку голем одзив и пак ќе речам, многу сме благодарни што младината ни расте во таков дух и се надеваме дека ќе продолжат и понатаму така во животот да се однесуваат. За жал, бројките растат. Значи, овој пат имаме некаде 220 пакети, плюс уште некои, нели, секако ќе излезе до крајот на акцијата. Тоа е, да не речам, страшно. Навистина, значи, излегува дека многу луѓе имаат потреба од помош. Реално очекувавме вакви резултати овој пат, затоа што нормално со покачување на цените, тие луѓе што немаат. И тогаш кога беше и ефтино и беше проблем, но сега со овој раст на цените стана навистина страшно. Не е за пофалба оваа бројка, за пофалба е тоа што нели успеавме да собереме толку производи за да може да покриеме и да можеме да им овозможиме на овие луѓе да се почувствуваат барем тој убав ден за Великден, да се почувствуваат дека припаѓаат некаде, дека некој мисли на нив и дека некој сака да им помогне во овие тешки времиња. Значи навистина така, затоа што сите брзаме да стигнеме, да постигнеме, да може тие пакети да бидат испорачани, донесени до луѓето пред празниците, значи да не испадне некој да добие после празникот веќе тогаш, не дека не им треба, но сакаме нели да дадеме значење на Великден како голем христијански празник. Има заинтересираност луѓе да волонтираат. Имаме ние стварно една екипа која што работи на сите пакети, на секое подготвување на пакетите, таа една уиграна екипа која што затоа и така брзо ги завршуваме пакетите за неполни 2 дена, 220 пакети. Значи тоа не е само пакувањето, тоа е да се залепат тие кутии, да се складираат, да се селектираат тие донирани производи. Значи има работа, но луѓето се навистина, немам збор, ангажирани, работат со полно срце, работат со полна желба. Има интерес има за нови волонтери, меѓутоа кај нас просторот за жал е многу мал, магазинскиот простор, така што не можеме да ги собереме сите тие луѓе кои што сакаат да помогнат да бидат тука дел од пакувањето на пакетите. Тука ни дозволува, не знам, некои 7-8 луѓе до 10 максимум да се движат во просторот за да има некој простор за да не се гужваме едни со други, да не се туркаме. Но им благодариме и на тоа што луѓето покажуваат интерес. Интересно е што имаме луѓе заинтересирани, наши македонци кои работат во надвор од државата, во странските држави, се јавуваат, пишуваат, бараат начини како да донираат, дали средства, дали да уплатат за топол оброк. Тоа исто, значи, покажува дека луѓето не следат по Facebook страните, следат нашата работа, сакаат да учествуваат, сакаат да помогнат. Имаме разни донации, најмногу нормално дека станува збор за парични средства, но има луѓе кои преку роднини пријатели ќе донесат парични средства да се набави топол оброк за некој ден кои што решиле, нели, дали празник, дали било кој ден. Луѓе кои што праќаат пакети, имавме скоро една убава донација, обувки. Луѓето ни се обратија дека нивните дечиња собрале пари во касичка и сакале да донираат обувки за дечињата тука во Македонија. Скоро ни стигна тој пакет со обувки, тие ќе бидат донирани на место каде што ќе биде потребно, кај што имаме дечиња во тие семејства каде што носиме пакети и каде што ќе видиме дека бараат и сакаат и имаат потреба од ваква донација.